Петок, 24 февруари, кратки вести во 12 часот. Здруженијето Цар Борис III од Охрид не ја поднело целосната потребна документација за промена на името во законски предвидениот рок, што истече на 16 февруари, информира од Централниот регистар. Апликацијата била непрописно поднесена, според директорката Бошковска Јанковски, тоа е сторено за да се купи време. Пријавата на Охридското здружение всушност е барање со допис за усогласување со новиот закон за здруженија и фондации и ништо друго, додека Битолското здружение Иван Михајлов воопшто не поднесе пријава. Реконструкцијата на државниот пат Струга-Ќафасан, што е дел од коридорот 8, ќе заврши оваа есен, најави при неодамнешната посета министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Рехабилитацијата се реализира во должина од 19,3 километри на потек од кружниот тек Подмолје па се до граничниот премин Ќафасан. Предвидена е целосна рехабилитација на патниот правец со поставување на нов асфалт, а ќе се рехабилитираат и 3 мостови на патниот правец. Инвестицијата е во вредност од 8 милиони евра. Овој патен правец ќе значи многу за регионалното поврзување, развој на економијата и локалниот развој. Охрид Water Festival е проект кој се очекува да биде вистинска симбиоза на водените спортови, охридското природно богатство и развојот на охридската заедница, велат организаторите на фестивалот, најавен за периодот од 18 до 27 август. Охрид како спортско-туристички град треба и мора да и го понуди на пошироката домашна и интернационална туристичко-спортска јавност. Главен настан ќе биде традиционалниот пливачки маратон од Свети Наум до Охрид, а предвидени се и бројни социјални активности, музика, едукација, промоции, како и панел дискусија, изложби и презентација на здрава храна. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува слаб до умерен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 15 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.